2 дена кога ние како члени на Централниот комитет бевме на прием кај новата председателка на Македонија, професорката Гордана Селянска-Давкова, истата на почетокот кога ни се обрати со голема емоција, да не речем и со солзи во очите, и рече: кога се обраќаш пред искрени пријатели, луѓе кои што ви помогнале, треба да ги бираш зборови кои што да ги кажеш. Денеска после 2 дена овде пред голем број на мои искрени пријатели на Македонија, разбирам дека нашата председателка била во право. Сакам, пред да упратам една благодарност, да ви ја честитам победата, големата победа за Македонија, големата победа на ВМРО-ДПМН, на 8 мај, кога македонскиот народ покажа и докажа дека кога станува збор за татковината, кога станува збор за Македонија и за ВМРО-ДПМН, сите заедно забораваме за сите предрасуди и за сите задкулисни игри и излегуваме сите заедно да ја одбраниме. Сите заедно се сплотиме околу идеалот на ВМРО-ДПМН, сите заедно да се сплотиме околу идеалот на Македонија, и тоа ние како македонци, браќа и сестри, го докажавме на 8 мај. Тогаш, на 8 мај, македонскиот народ убедливо ја избра председателката која што беше кандидат на ВМРО-ДПМН, професорката Гордана Селянска-Давкова, и му даде мандат на нашиот иден премиер, професорот доктор Христијан Мицкоски. Наш председател, од име на председател на Општински комитет, сакам да искажам огромна благодарност до вас, како наш председател на партијата и како иден премиер, што денес со вашето присуство овде ни достоивте наш како Општински комитет, како комитет кој што победи убедливо нови избори, ги достоивте делчешчани, ги достоивте сите гости овде, но ја достоивте и Македонија. Треба да знаете дека вашето доаѓање овде е историско, од причина што вие сте првиот премиер или мандатар кој што доаѓа овде во селото да го чествува ова наше востание. Мора да знаете дека разловчани и дачевчани нема да го заборават ова, од причина што како што започна 1876 револуционарната борба против ослободување на Македонија од османлиите, затоа што овде во Разловци 30 храбри мажи на 19 мај новој ден се собраа и се договорија веќе наредниот ден да избунат востание, за потоа да се роди востанието во Кресна или Денското востание, првата, втората, тоест Балканските војни, првата, втората војна и така натаму се до 2001 каде што ние современите македонци се боревме да ја ослободиме Македонија. Треба да знае дека ние како Општински комитет стоиме цврсто и сме подготвени да ви помогнеме, како што вие денес сте овде со нас и овде ја почнувате вашата средба со народот како мандатари, како еден премиер. Ние ќе застанеме гордо до вас и стабилно и ќе ви помогнеме да ги ослободите македонски институции. Ќе ви помогнеме да ја ослободите македонската економија и да ги отворите границите за македонците кои што сакаат да си дојдат овде и да живеат заедно со нас. Почитувани носители на изборница Тројка и нашиот граѓанин и мој пријател Драган Ковачки, почитувани председатели на општински комитети кои што се овде, почитувани градоначалници, почитувани сегашни и идни пратеници. Јас од име на председател сакам да ви се благодарам за се што направивте за нас, не само за изборниот циклус, тоа е за додека беше кампањата. Сакам да ви се благодарам од тој момент пред повеќе од 16 месеци од кога јас станав председател и вие ми подававте рака, ми помагавте, бевте овде на сите наши настани, чествувавме заедно, ми дававте совети, ми критикувавте, за на крај на 8 мај да покажеме дека сето тоа се исплатило. Но има една поговорка во моето село во Панчево, каде што е обратно од оваа македонска и вика: пријателите не се познаваат само кога е тешко, се познаваат и кога е добро. И јас искрено сакам да благодарам на сите вас што денеска сте овде и заедно да учествуваме во ослободувањето на Македонија. Сакам да се благодарам на сите членови на Општински комитет на ВМРО-ДПМН, на сите членови на Општинскиот изборен штаб, на сите председатели на местни комитети, на кимовите, на униите на партијата, на Патриотски институт, на сите добронамерни македонци, разловчани и дачевчани кои што си подававме рака и одбранивме нашата татковина. Пред да удавам избор на
председател на ВМРО-ДПМНЕ, професор доктор Христијан Мицкоски, еден пример. Сакам да упатам две кратки пораки. Првата е дека во Општински комитет на ВМРО-ДПМНЕ не се прават никакви списоци за ништо. И ако некој ви кажува дека се прават списоци, побрајте ги негде по кафани, по кафичи, може би таму се тие списоци, и порачајте им дека тие кои што застанаа за ВМРО-ДПМНЕ да ги допишаат во истите тие списоци. Нема списоци кај нас во Општински комитет, а го има она второто. Тоест ние како Општински комитет од денеска почнуваме цврсто да работиме на нашиот нов концепт кој што го реговме го сакам Делчево. Концепт кој што има единствена мисија, тоа е да го сакам Делчево модерно и чисто, да се развива во сите сфери и младите делчевчани да работат и живеат овде. Ние како Општински комитет, или подоцна Унија на млади сили, ќе работи на овој концепт, а ние сите кои што сме добронамерни и кон партијата, ќе работиме здраво за да им помогнеме да успеат во нивниот концепт. Јас ги повикувам во овој момент сите луѓе кои се чувствуваат дека можат да им помогнат, кои што чувствуваат младина во душата, за да им помогнеме на нашите млади, кои што покажаа капацитет и квалитет за време на изборниот циклус, да го реализираат овој концепт и веќе за година и пол да покажеме дека не сме работеле заедно. Овој концепт го нуди Делчево како центар на светот, како оаза за развој, како брилјантно поле за развој на земјоделието, концепт кој што го сака Делчево од нов и стари Истемик па се до Турија, до Илјово и до Вратиславци, концепт кој што го сака Гола како најубавата планина во Македонија и Брегаланец како најубава река во државата. Концепт кој што ќе ги афирмира младите, концепт кој што ќе го развива спортот, културата и така натаму и така натаму. Уште еднаш, драги пријатели, ви благодарам што денеска сте овде во голем број, да сте живи и здрави. Бог да ја благослови Македонија, Бог да го благослови Делчево и селото Разловци. Ви благодарам од срце и вечна им слава на луѓето кои што почиваат овде во дворот на Црвена Костина.